Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Како да се подобри бизнис климата во една рурална општина како што е општина Карвинци? На оваа тема разговараат членовите на локалниот економски совет, кој е формиран одамна. Градоначалникот на општината Јордан Насев повторно го активира. Бизнисмените сакаат подобри услови за бизнис секторот, изработка на нови детални урбанистички планови, подобра инфраструктура, поголеми инвестиции во водоводната и канализационата мрежа, подобри услови да се задржат младите. Собственикот на фирмата Фруктана Младен Митев смета дека општината треба да придонесе во подобрување на економските услови, дека стопанствениците секогаш се отворени за идеи и предлози, но се надева дека сето тоа нема да остане на хартија. Дека општината почна да занимава со суштински работи за подобрување на условите за бизнис секторот, пред се мислам на основните услови на изготвување на деталните урбанистички планови, кои што за жал во општината Карвинци не постојат со години назад, се невалидни и со изминати рокови. Тие се основа за било какво инвестирање и за било каков економски развој. Слушнавме неофицијално дека се решаваат и некои други капитални многу важни проблеми, како што е капиталната инвестиција во водоснабдувањето. Ние како локална самоуправа се трудиме да создадеме што пополни услови за бизнис секторот, што секако е многу важно за економскиот развој на општината, смета градоначалникот на општина Карвинци Јордан Насев. Ние како локална самоуправа согласно нашите ингеренции претежно во изработка на урбанистичките планови и планската документација во населени места, во делот на комуналната инфраструктура, патишта, улици, давање на комунални услуги, тоа е водоснабдување, зафаќање и одведување на урбани отпадни води, води од преработки. Исто така со сметот се справуваме преку комунално предпријатие. Во главном во тој дел, значи тоа се и нашите ингеренции како локална самоуправа. Нормално може да кажам дека за овој период успеавме во една индустријска зона да понудиме 4 градежни парцели, односно 5, од кои во вториот повик продадовме 4 градежни парцели, една градежна парцела се уште стои непродадена. Во фаза на спремање на тендерска документација имаме за уште една индустријска зона, тоа е вамо во село Карвинци со вкупна површина од 28 хектари. Тесната соработка со владините институции пред се со ресорните министерства, како и реализација на капиталните проекти од витален интерес за граѓаните и бизнисот, дава поле за задоволство кај владиниот секторот по натамошно продолбочување на сегашната соработка со Карвинци, смета заменикот министер за локална самоуправа Дејан Павлевски, кој на покана на градоначалникот присуствуваше на состанокот на локално-економскиот совет. Со гордост можам да кажам дека општина Карвинци можеби е и предводник на овие рурални општини кои што отвараат нови перспективи и за бизнисите и за граѓаните. Апсолутно потенцијалите се големи. Од нашата организираност, нашата поставеност ќе зависи како ние тоа сето може да го искористиме. Главната цел на локалната власт, представниците на владата и бизнис секторот е нивната досегашна соработка да биде што подлабока и поблиска. Оваа соработка би требало да резултира и со решавање на еден од главните проблеми и за општините, и за економијата, и за државата, а тоа е заминувањето на младите и се поголемиот недостаток на работна сила. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.